Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Уште еден срам од владата на Зоран Заев на меѓународна сцена. Зоран Заев е опоменат од Стейт Департментот на САД. Владата на Зоран Заев гонела новинари затоа што објавиле доверливи податоци за скандалот Рекет и за други случаи. Прогонот на неистомислениците се однесува на случаи каде е откриено дека високи функционери на владеачката партија СДСМ се вмешани во скандалот Рекет и во изнудувањето пари. Понатаму, овие новинари зборуваат за партиско-политички пресметки кај вработен во МВР, кој не беше примен на работа во Агенцијата за национална безбедност затоа што неговиот татко е поддржувач на ВМРО ДПМН. СДСМ се опоменати дека работат како шалтери за придобивки. Партиските членови на СДСМ ги прескокнуваат образовните и професионалните законски пропишани критериуми за позициите во јавната администрација и очекувано е дека САД забележува и дека државни службеници од власта се дел од коруптивни активности. И покрај лажните пиар заложби на Заев и Маричик за реформи во судството, Стейт Департментот вели, цитирам, постојат примери на погрешно судиско однесување, прекумерен притисок врз судиите, одложувана правда и несоодветно финансирање на правосудство, кои натаму ги попречуваат работата и ефикасноста на судовите и влијаат врз јавната доверба во правосудството. Судството останува подложно на политичко влијание и со слаба доверба од јавноста. Ова представува голем удар за кредибилитетот на Македонија во меѓународни рамки. Кога ваков став за вас има нашиот стратешки партнер, сите лаги и манипулации на власта дека блескаме паѓаат во вода. Затоа е време за промени, време е Македонија да стане кредибилен и почитуван партнер и пример во регионот. Ви благодарам, повелете прашање. Томскиот прес-центарот на ВМРО ДПМН стаса две прашања кои може да ги одговориме. Реагиравте за поставувањето на Фрчковски за амбасадор во САД, што тој беше вратен, но потоа сега гледаме дека Фрчковски ќе оди во Њујорк како представник во Обединетите нации. Ваш коментар за тоа? Очигледно е дека Зоран Заев нешто му должи на Љубомир Фрчковски за одработеното и секој политичар, особено политичарите кои што се платени од парите на граѓаните, при аплицирање за ваква сериозна функција, треба да приложат своја биографија. За жал, биографијата на Фрчковски ја знаеме. Тоа е познат факт. Фрчковски е човек кој кодошел други луѓе во комунистичкиот режим за своја корист. Според српскиот криминалец Љубомир Магаш, Фрчковски беше посочен како учесник во шверц со нафта и цигари во Југославија при распадот на Југославија во 90-тите. Тој исто така познат од неговата биографија, познато дека е познат тепач на неистомисленици, на жени, на студенти. И можеби најважна квалификација е што тој е познат по својот говор на омраза и ширењето на напади и омраза кон неистомислениците, особено политичките неистомисленици. Ова представува срам и непочит прво кон Обединетите нации, а потоа и кон нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави. И уште едно прашање. Барав декласификација на информациите за вакцинирани. Дали до сега тоа е направено од страна на власт? За жал не е направено. Декласификацијата на информацијата кој се има вакцинирано не е достапна за јавноста. Тоа не води кон сомнение дека се уште се кријат податоците, дека може и постојат сомненија дека можеби високи функционери на власта се вакцинирале преку ред без да ги почитуваат тие стандардизирани правила и прескокнувајќи го местото на некои граѓани кои треба да се вакцинираат, кои се во тие заштитени групи или имаат болести или се повозрасни. Апелираме, ако нема што да се крие, владата уште денеска да ги декласифицира овие информации и да ги сподели со јавноста, а доколку не ги сподели, ќе сметаме дека сериозно ги кријат податоците. Ви благодарам.